Добар ден, криптоентузијасти. Денес, како што обетивме, ќе направиме видео со вести, со она што моментално се случува во криптосферата, со некои предупредувања, нормално, со оглед на фактот дека очекуваме некои интересни случувања во текот на оваа недела, нормално. Така да проследете ова видео, затоа што ова е практично нашата фундаментална анализа, пред утре да направиме соодветна техничка анализа и да видиме каде се наоѓаме во маркетот, како во криптосферата, така и во традиционалните пазари и во валутите. Со тоа што само краток апдейт, како што можеме да видиме, оваа формација на канал се уште е сосема на место, се уште е сосема солидна. Може да погледнете и сами дека комплетно е испочитувана во целиот овој потек, со тоа што гледаме дека повторно имаме капитулација на оваа формација надолу, откако е потврден овој црвен фактички диамант, само да продолжиме малку, и истиот моментално се обидува да ја донесе во втора корекција надолу самиот чарт, самата цена на биткоин, така да имајте го тоа предвид. Ние не се брзаме со оглед на фактот дека имаме некои вести кои што ни покажуваат дека ова паѓање на цените ќе продолжи и понатаму. Денес ќе поразговараме поточно за што станува збор, но чисто да ви кажеме дека технички, чисто, значи, само од овој дел се одбиваме од средината на Bollinger Bandот, имаме, значи, контролна точка на VPVR која што е моментално точно над овој сегмент, како и на Market Cipher можеме да погледнеме на дневно ниво дека се заоблува надолу после оваа корекција, која што повторно треба да не донесе во подлабок дел од овој, да речем, дел од циклусот, каде што се уште се обидуваме да лоцираме биткоин дното. Значи, јас верувам дека се уште сме блиску, но значи се уште тоа не е утврдено, останува и понатаму да се потрудиме да го лоцираме остатокот од нашето портфолио, оние 30%. Сега, значи, во следниот дел од нашето видео ќе зборуваме повеќе во однос на она за што разговаравме пред само неколку дена, односно Genesis и FTX, кои што се уствари причините поради кои што се наоѓаме во оваа ситуација, во овој дел од дното, како и ќе поразговараме во однос на тоа што е следно што треба да се случи до вторник, а првенствено сакам да напоменам дека некои од менувачниците веќе испаднаа во пресред на барањата на јавноста и направија Proof of Reserves, како што е тоа Binance, како што е тоа KuCoin. Значи може да погледнете на кој market cap, кога ќе отидете во, само не точно каде беше, значи мене ми е веќе симнато, Exchanges Spot. Значи овде ќе ви се појават сите менувачници со тоа што на оние кои што имаме како паришки со штиклирано коректно, се уствари оние кои што имаат reserves, кои што имаат покажано што уствари поседуваат, со тоа што можеме да видиме дека американските, како Coinbase и Binance US се уште немаат, Kraken нема, не знам зошто, Kraken секогаш биле многу во ред за овие работи. Значи Binance го поднесе тоа, KuCoin, потоа Bitfinex, OKX, Bybit, исто така Crypto.com, Huobi, не, Crypto.com се уште не е. Само да погледнам затоа што и таа е доста битна, знам дека има, не, има поднесено исто. Значи кога ќе влезете на истата, фактички кога ќе кликнете на оваа икона, може да погледнете што точно држи оваа менувачница, со тоа што најдобриот дел од овој момент овде е тоа што може во секое време да ги видите, значи кога би ги копирале овие wallet-и и кога би ги погледнале на соодветен search програм на веб, може да погледнете точно колку овој wallet значи моментално поседува, со тоа што и на кој market cap моментално овие wallet-и се практично атачирани и ги апдейтираат live. Значи колку што јас нели до сега успеав да видам, со тоа што значи ова се сите волети кои што ги поседува за најголемите значи криптовалути кои што ги поседува. Значи гледате. Значи сите волети кои што ги поседува моментално Binance со најголеми криптовалути како во оваа ситуација, може да ги погледнете со нивна целосна алокација, како и точно може да погледнете лайв како истите се менуваат во една или во друга насока. Значи имајте го тоа предвид. Тоа е доста битна работа, затоа што овдека може да погледнете дали овие средства се промениле во една или во друга насока, со тоа што ви дава дури и во 24 часа во кој, значи, каква е промената. Гледате, имате total assets и која е промената во 24 часа. Тоа е доста битна работа и верувам дека многу ќе ви олесни кога ќе може да гледате барем на дневно ниво дека нема големи промени во менувачницата во кој што ги држите вашите средства, со цел да осигурате барем малку да не ви биде страв како што е ситуацијата со FTX, каде што вие немате никаков надзор на тоа дали средствата се уште на менувачницата или не. Со тоа што уште еднаш ќе напоменам, како канал
ние никогаш не предложуваме да ги чувате вашите средства на менувачница. Поентата на крипто е да ги чуваме нашите средства во наши раце. Значи, иако знам дека она што ви го нуди, да речем, cold wallet како стейкинг никогаш не е ниту близко до она што може да ви го понуди, не знам, Binance или Coinbase или Kraken, но ќе напоменам уште еднаш, значи да спиете мирно и да знаете дека вашите криптовалути се сигурни и само ваши раци е најдоброто што може да го направите за себе. Но останува на вас, ја не може да ви кажам што да направите. Ќе напоменам уште еднаш за оние кои што се нови на нашиот канал. Значи имаме соодветни видеа, погледнете во нашиот едукациона плейлиста, значи на техничка анализа и фундаментална анализа, каде што може да најдете видео во кое што точно зборуваме за cold wallet-и, која е нивната цел, зашто служат, како да набавите еден и како ќе ви помогне во чување на сопствените криптовалути, затоа што да не забораваме уште еднаш, идејата на крипто е да им даде на обичните луѓе да ги чуваат сопствените средства во своји раце, да не мора да се секираат за тоа дали банката се уште им ги чува, дали ги ликвидирала, дали менувачницата се уште им ги чува или ги ликвидирала или ги дала на некого, така да не заборавајте, тоа е основната цел на крипто, а ние буквално одиме спротивно на тоа. Сега, прва вест која што мислам дека е интересно да се спомне е тоа што, значи, нели, ова е CZ, многу му е мутаво името на кинески, како што знаете и сами, тешко е да се прочита. Значи CZ, затоа го нарекуваме CZ кратко, значи тој е уствари основоположникот и своевидно CEO на Binance, кој што вели, значи криптото ќе биде значи прифатено, сега се мисли прифатено, значи масовно прифатено и легализирано и слично од целиот свет, без разлика дали дали владите ќе донесат регулатива или не. Значи без разлика каква ќе биде регулативата, значи тоа воопшто не е битно. Сега зошто ви го велам ова? Значи уште еднаш да се навратиме на сегментот од 2017 до 2019 година во тој bear market во кој што големите банки како JP Morgan буквално им се заканува на сопствените вработени дека доколку чуваат крипто ќе бидат отпуштени од работа. За наједнаш JP Morgan во 2020 и 2021 година поради притисок од сопствените клиенти да понуди фактички значи да држи крипто во име на своите клиенти. Зошто е тоа така? Затоа што никој не го прашува JP Morgan што сака. Ако јас вас ви давам, не знам, $2 билиона, јас ви кажувам што ќе ги инвестирате, не вие, така? Значи тоа е разликата што се уште обичен човек не ја разбира. Значи ние како луѓе можеме да одлучиме дали ќе држиме или не. Никој не може нас да ни забрани. Значи и да нема регулатива, никој мене не може да ми забрани да чувам крипто. Значи тоа е на ваш ризик, нормално. Но оно што сакам да го кажам е дека вие не може да чувате, не знам, хероин или злато во спротивност на државата, но може да чувате крипто. Тоа што сакам да го кажам е дека криптото не може, значи државата нема начин како да го запре. Тоа е оно што мора да го разбереме. Не може да го банира, тоа се покажа со Кина, затоа што Кина 2 пати или 3 пати проба да го банира и тоа во среде bull market. Значи не може да го забрани од тип на ако го имате ќе биде нелегално или затоа што не може ни да знае, никој нема да ги каже на државата дека вие поседувате крипто. Трето, нема избор освен да го прифати затоа што веќе луѓето на голема врата тргуваат со крипто, на голема врата разменуваат вредност со крипто. Така да државата не е останало ништо освен да го прифати, но да направи соодветна регулација во која што би се ставила себе си да го регулира. Се разбираме? Значи тоа е најголемиот проблем што можеме да се соочиме е да има екстензивна регулација. Со тоа што и самиот CZ кажува, значи нема логика да се прави регулација кога криптото како тако не е проблем. Значи тоа што многу пати да се окажавме. Криптото воопште не подлегна. Значи буквално оно што да речеме оние биткоин максис го кажуваат. Значи генерално биткоин буквално ништо поинаку не се случи на алгоритмот. Хеш рейт е на ultimate high, значи највисок што некогаш бил, значи никој не се откажува од крипто. Тоа што луѓето изгубиле само заради тоа што имаме лоши актери во криптосферата, односно овие менувачици кои што нели и големи корпорации кои што нудат големи, не знам, заработувачки, а потоа се случува да нема доволно да вратат. Значи буквално ситуацијата што моментално ја следиме. Крипто ниту во еден момент не подлегна на никаков проблем. Цените паѓаат затоа што луѓето губат доверба во криптосферата поради вакви лоши актери, но тоа не значи дека истите ќе престанат да постојат. Така да имајте во тоа предвид кога одлучувате и она што го кажува CZ е многу на место, значи државите немаат избор дали они сакаат или не, веќе не се прашуваат државите. Значи луѓето, значи како што може видите и сами, веќе вршат адаптација без разлика дали има закон или не. Ја верувам дека во Македонија повеќето од вас имаат крипто уште од 2017 година, без разлика што законот дури сега конечно го донесува, а
генерално законот е, како да кажам, лепенка на закон за перење пари. Значи, може да ви каже, тоа е само некоја преработка, што сме ја виделе од странство и сме ја копирале за и ние да имаме некаков закон, дека наводно и ние се трудиме, тоа е се. Така да имате во тоа превид, никој не може да ви забрани да имате крипто, а тоа е паметно да го имате со оглед на фактот дека тоа е најдобриот факт, што не може никој да ви го земе. Сега следно за кое што ќе разговараме, ево мојот асистент, кога се прашувате и она е овде, моментално ми помага, да, со тоа што лежи до мене. Значи, ќе поразговараме малку повеќе за Digital Currency Group, како и за значи, ситуацијата со Genesis, односно оние кои што не огледале нашето видео, накратко ќе објасниме што се случува и ќе објасниме што моментално може да се случи понатаму на криптопазарот, затоа што ова е уште една од оние причини каде што имаме каскадно дејство на лоши актери кои што се елиминираат фактички самите себе си од пазарот со несоодветно држење на средства. Сега, пред да продолжиме понатаму, значи, иако ова што ќе ви кажам моментално звучи многу страшно, но е реално и мора да го знаете, затоа што ако не ви биде кажано, ќе ви биде шок. Но тоа не е ништо ново што досега не се случило во сите претходни, значи, bull и bear маркети. Значи, имајте во тоа превид, ќе стасаме до овдека слика во која што ќе ви кажам уште еднаш дека ова е веќе видено, не е ништо ново и се случува истото што се случува постојано. Значи, буквално ништо ново. Сега, првенствено, како што кажавме и во претходното видео, значи Digital Currency Group е една од најголемите да речем капитални организации во криптосферата, со тоа што Digital Currency Group е составена од 5 соодветни компании, меѓу кои најголеми се Grayscale, нивниот фонд за биткоин, кој што моментално содржи, ја има најголемата количина на биткоин, која што се уште не сака да ја открие нормално, но наводно според нивните извештаи и проценки поседува повеќе од 600.000 биткоина и ги држи во име на соодветни инвеститори. Genesis, која што е исто така една од овие, да речем, раци кои што како такви се обидуваат да создадат капитал, значи пак е своевидно менувачните за богати, да речеме, а исто така ги содржи и Luno и Coindesk и уште една која што, да речеме, во случајот не е ни веќе толку многу битна, но ова се основните компании кои што ја создаваат, значи која што е уствари Digital Currency Group. Со тоа што овие 5 компании заедно значи имаат вложено и поседуваат делови повеќе од 165 крипто проекти и компании низ целата сфера. Со тоа што, само да напоменам пред да продолжиме за тоа што они поседуваат, значи моментално можеме да видиме дека Digital Currency Group е директно поседувана од Nasdaq, најголемата берза за електронска размена, значи не директно она отворена берза како што е на пример Њујоршката или Чикашката. Ова е значи електронска берза каде што електронски се врши размената и најголемата во светот нормално американска. Исто така, значи Mastercard поседува 50% од овие 5 компании како Digital Currency Group, со тоа што Mastercard е директно поседувана, погодете, од повторно најголем дел од американските банки, како што се Citibank, Wells Fargo. Сега за HSBC, Union Bank не сум сигурен дали се директно американски капитал, но можеме да видиме дека поголемиот дел е уствари од оваа компанија поседуван од големи капиталци во Америка и повторно, она што постојано ви кажувам, додека банките ви кажуваат дека крипто е ризично, во исто време преку два чекора наназад, они уствари директно инвестираат и поседуваат многу голем дел од оно што моментално ни е познато во криптосферата, со цел да не биде директно, значи да може да видиме дека банките купуваат она што ни велат ние да не го купуваме. Се разбираме? Значи тоа што постојано ви кажувам, овие големи играчи не сакаат да знаат дека оние поседуваат, значи нема никаков резон да ви каже дека оние поседуваат Digital Currency Group, но за нив е многу позитивно да ги купат овие средства за да може после да ви ги продаваат по цена која што тие ќе ја диктираат, затоа што најчесто ќе се случува да они имаат најголема количина. Сега од каде го кажувам ова? Значи Grayscale моментално поседува фонд од 630.000 биткоина, кои што како такви во 50% се поседувани од кого? Од банките, значи во оваа ситуација. Така, што значи дека и банките имаат големо поседување на биткоин преку ваков тип на второ и трето степени компании кои што ги поседуваат и на тој начин, како што кажав, значи ќе дојде ден кога они ќе ви ги продаваат овие валути со нормална цена која што оние диктираат. Затоа нив не им одговара вас да ви кажат дека моментално купуваат, туку ви кажуваат дека тоа е ризично и дека ако вие купите ќе изгубите. Сега, или пак ќе ви кажат, знаете што, ние ќе купиме во ваше име, вие дајте ни ги парите, ние ќе ви ги држиме. Она што постојано ви кажуваме, треба да имате собственост врз вашите криптовалути.
Со тоа што, ова е само да ви покаже како моментално изгледа основната структура и што истата поседува. Но доколку влезете понатаму во овие 165 компании кои што ги поседуваат, значи ова е уствари што се влегува во овој пакет на самата Digital Currency Group, со тоа што не забораваме дека не поседуваат се од овие компании, но поседуваат делови, поседуваат понекогаш и се нормално целата компанија, но само да ви кажам во колку само работи се внесени, затоа што можеби некои од вас не ги гледале претходните видеа. Значи, овие компании моментално поседуваат дел од Coinbase, каде што и ја користат OTC, за да не мора да знаете вие дека они купуваат одредени големи количини од некои да речем криптовалути, и на тој начин Coinbase ги фасилизира нивните барања и не ви покажува да знаете вие што уствари ни купуваат. Од друга страна Coinbase исто така ги чува, значи во Coinbase се фактички заклучени оваа огромна количина на Grayscale во Bitcoin. Значи да знаете дека Coinbase моментално е custody за Grayscale и нивниот голем фонд на Bitcoin. Circle, значи најголемиот USDC е уствари директно произведено од Circle, кој што исто така е во дел поседуван од Digital Currency Group. Kraken, уште една голема менувачница. Значи, ако продолжиме низ ова, ако сте гледале претходното видео, ќе видите дека многу од овие компании се многу големи, многу битни во криптосферата и гледаме дека имаме од секаков тип на категории. Затоа може да се вратите во претходното видео каде што детално објаснувам, само сакам на кратко да ви објаснам. Че гледате, поседуваат многу голем дел од Ethereum Classic, Zcash, Filecoin, потоа и нормално Bitcoin, значи дел од Ripple исто така поседуваат, значи ако погледнете овие компании нема дел од криптосферата во кој што они немаат ставено капитал, што значи дека многу од овие проекти се директно зависни од опстанокот на овие 5 основни компании на Grayscale. Сега, каде е овдека проблемот? Она со кое што моментално се соочуваме е дека Genesis сама по себе поради ваквиот snowball ефект, односно на снежна лавина, значи се случува да е во ситуација на Bankrun. Ако не сте погледнали што е Bankrun, исто и за ова имаме лайвстрим видео, може да го погледнете во нашите лайвстрим видеа, тоа е едно од оние едукациони видеа каде што објаснуваме што точно представува Bankrun. Во кратко, Bankrun представува паника во која што во истиот сектор поради паѓање на еден голем играч, останатите има, страв дека можеби и овие играчи се исто така, несолвентни и не може да ги вратат средствата, што е нормално со оглед на фактот дека многу од овие компании мора да ги користат вашите средства со цел да направат профит за да може да ви ги вратат назад оние staking rewards и што и да е. Така да нормално е дека ги немаат постојано во оптек сите средства за да можат да вратат на она што моментално ви го должат. И моментално тоа се случува и со Genesis, во кој што големи капитални играчи, не зборуваме за обични физички лица како нас, се ги враќаат назад парите, односно бараат да им бидат вратени и во оваа ситуација, значи грубо кажано, Genesis се наоѓа 1 билион во минус во однос на средства кои што треба да ги врати, со тоа што поголем дел од компаниите кои што спаѓаат во Grayscale се со заклучени средства и не можат да ја помогнат. Тоа е најголемиот проблем, затоа што многу од овие средства кои што ги поседуваат се заклучени како во проекти, така во фондови и слично и не можат да ги издвоат овие средства за да ја помогнат на Genesis. А паѓање на една од основните 5 компании на DCG може повторно да вроди уште една лавина, односно уште еден Bankrun на останатите, каде што ако гледате дека една од овие 5 пропаднала, нормално дека ги се исплашите и ќе помислите дека можно и вашата да пропадне. Значи ако имате на пример внесено во Grayscale, во Bitcoin фондот кој што го поседуваат, може да си речете, знаете што, време е да продадам и со загуба, само за да не се најдем во ситуација како што на пример ќе се најде во ситуација Grayscale, Genesis. Сега, значи првата и многу лоша работа е тоа што, значи сега знаеме дека до вторник треба да ги најдат средствата, тоа веќе неколку јавни личности во криптосферата го кажаа, со тоа што сега моментално дознаваме и во текот на овие неколку дена кога истражувавме, дека моментално повеќе регулаторни структури во Америка вршат моментално истражување врз Genesis, која што е ситуирано во Алабама. Значи, од SEC, тоа е уствари локалната или на Алабама Security Commission, значи тоа е SEC, се уште, тоа е Комисијата за хартија од вредност, врши заедно со останати кои што се уште не се кажани кои се, врши моментално, значи практично упат и
проверка на самата работа и самите податоци кои што ги поседуваат во соодветните канцеларии на Genesis во Алабама, со цел да утврдат дали истите правеле некаков тип на проневера, дали соодветно работеле собствените средства, дали сите оние средства кои што се дадени од физичките и правните лица се регистрирани како, затоа што ова станува збор за основна компанија која што морала да го регистрира како хартија од вредност и слично, така да моментално се случува оваа ситуација во која што истите вршат проверка во самите канцеларии, во самата работа на Genesis, што е голем проблем затоа што уште толку влева страф ке луѓето кои што се надеваат дека можеби ќе успее Genesis да ги најде овие 1 билион кои што им се потребни, со тоа што се почна од моментот кога луѓето кои што внеле фактички капитал, кои што се депозитари или инвеститори во Genesis, дознаат дека 175 милиони од фондот кој што го поседува Genesis за работа, им бил заклучен во FTX во моментот на негово паѓање, со тоа, они автоматски губат 175 милиони долари, кои што се нечии пари, што они уствари ги финансирале во FTX со цел да добијат повратен профит. Сега, тоа е основната и најголем проблем е тоа што колку повеќе регулатори се замешуваат во оваа работа, толку веднаш травот расте. Со тоа што само кратко, доколку не сте гледале претходното видео, ќе напоменеме да го погледнете за Genesis, но овака изгледаат работите. Не знам кој е Типов, но многу добро го сумирал. 8 ноември вика немаме вика као материјална експозитура, материјална како да кажам, изложеност на ситуацијата со FTX, со тоа што се вели материјална изложеност на кредиторите, односно она што они го имаат земено од кредиторите не е изложено на ризик со падот на FTX, за потоа да кажат дека изгубиле 7 милиона еден ден подоцна, за на 10 да кажат дека изгубиле 175 милиона. За тоа што не велат дека се изгубени, велат дека се заклучени. Да, но со оглед на фактот дека вие имате огромен број на луѓе во FTX кои што избројуваме за 1 милион луѓе. Без разлика дали се тоа компании, физички или слично, во глобала станува збор за 1 милион луѓе кои што имаат изгубено средства во FTX, значи дека они се само еден од 1 милион кои што ќе се ги бараат овие средства назад. Ја не верувам дека ќе добијат, и ако добијат, ќе добијат некој мал дел од овие средства назад, сигурно нема да добијат 175 милиона. За 6 дена подоцна да кажат дека не може да ја вратат назад withdrawals кои што се побарани. За еден ден подоцна на 17 ноември да кажат дека им е потребен 1 билион, затоа што сега најнаш имате лавина од луѓе кои што бараат да им бидат вратени назад средствата, затоа што кога ќе го дознаете ова си вели да знаете што, да си ги вратам средствата, да не чекам, да не испадне да нема за мене на крај. И за 21-ви она што моментално ние го известивме уште пред самиот викенд е дека доколку не ги најдат овие 1 билион, како што кажавме, нашите сознанија се дека тоа ќе биде до вторник, според некои твитови од луѓе кои што се занимаваат многу со оваа тематика, некаде во прилика околу вторник им се потребни овие средства или ќе бидат комплетно несолвентни и ќе бидат принудени да побараат оној Chapter 11, односно bankruptcy или ликвидација по нашата правна постапка во Америка. Ова е накратко кажано, со тоа што исто така отворив и еден соодветен дел каде што сакам да ви покажам колку уствари е ова, како да кажам, поврзано со самиот FTX. Еве, како што овелиме тоа. Моментално, првенствено, само момент. Првенствено беа побарани 1 билион, за да бидат вратени на оние кои што моментално бараат да си ги вратат средствата назад, со тоа што Genesis се обидува ова да го покаже како куповна моќ. Вас ви нуди фактички да купите дел од инвестициите во Genesis, со тоа што истите би били профитабилни во иднина, со тоа што беше понудено на Binance го одби ова, ако не се лажам имаше уште една, исто така компанија како Binance, односно менувачица, која што исто така го одби. А во меѓувреме, Grayscale, кој што би можел да помогне со тоа што го има најголемиот Bitcoin Trust, се повеќе и повеќе губи на вредност, односно вредноста на акциите кои што може да ги купите во противвредност на биткоин се помала поради ваквиот страф на пазарот, како и со оглед на фактот дека од страна на SEC не им беше дозволено да направат спот Bitcoin ETF, за тоа исто така има разговарано, може да погледнете во видеата на назад, може би треба да направиме едно ново видео каде што ќе разговараме колку ETF е битен, односно спот ETF би му овозможило на Grayscale да направи
сопствен фонд во кој што директно биткоин ќе го тргува на берзата, то сега таков во Америка не е дозволен, односно каде што наместо BTC ќе имаме XBT, што е уствари тикерот на биткоин на берзата, да речем ќе може Grayscale да тргува со биткоин директно, например, на Њујоршката берза или на Nasdaq или каде и да е. Но тоа се уште не е дозволено во Америка, сек поради некоја причини понатаму продолжува да го забранува, односно едноставно не ги одобрува овие проекти. Значи, иако е дозволено моментално се тргува биткоин во фьючерс, тоа не е директно тргување на биткоин, тоа е уствари тргување на противвредност на хартии од вредност во основа кој што има цена колку што е самата цена на биткоин, но не директно биткоин. Тоа е големиот проблем. Значи, вие фактички типувате, тоа е како да се кладите дали цената ќе иде нагоре или надолу, но не држите директно биткоин. Тоа е проблемот. Со тоа што Grayscale, оваа огромна сума на биткоин се обидува да направи spot ETF, со која што ќе може директно да тргува на берзата, во меѓувреме мора да биде само фонд, кој што како противвредност они го даваат како хартии од вредност на луѓето кои што сакаат да купат. Сега, ова е еден од големите проблеми кои што Grayscale се соочува, затоа што истиот моментално не му е дозволено да направи ваков тип на spot ETF, а во меѓувреме неговата вредност се повеќе и повеќе паѓа, што значи дека овој биткоин кој што он го држи е се повеќе невреден со оглед на фактот дека тоа е уствари биткоин кој што го држи во противвредност на инвеститори кои што му дале пари за он да може да го купи. Така да ова не е фонд кој што он може директно да го искористи за било што сака, ова е фонд кој што може само да го држи во име на инвеститорите кои што инвестирале во Grayscale фондот. Сега, заради тоа и истиот не може да помогне моментално на Genesis, иако станува збор за сестринска компанија, со тоа што, значи, првенствено DCG, значи тој да го испустивме, не го покажав, навистина внесе повеќе од 100 милиони во самата Genesis, значи ова да речем корпорација од 5 компании внесе основен капитал повеќе од 100 милиони со цел да ја спаси, но проблемот е кога веќе стравот е направен, се случува да останатите играчи не им е битно, они сакаат да си поле средствата без разлика дали некој донел доволна количина пари или не. Оттаму е онаа разлика која што моментално се обидуваме да ја покажеме. Значи, иако Genesis изгубил само 175 милиони, он многу повеќе изгубил со оглед на фактот дека сега имате огромен број на луѓе кои што ги бараат средствата назад. Значи, DCG ги покри овие 175 милиони со тоа што направи оној infusion што се вели на кеш од соодветен профит кој што го има, со цел да покрие оваа дупка. Но проблемот е што најнаш вие имате огромен број на инвеститори кои ќе ги бараат парите назад, а вас средствата ви се заклучени во одредени проекти, инвестициони фондови и слично, кај што вие не можете да ги повлечете, и ако ги повлечете имате огромни пенали, со тоа што имате огромни загуби и вие фактички немате повторно доволно средства да ги вратите назад и морате да одите во банкрот. Оттаму потекнува овој проблем. Сега, гледате уствари колку е големо ова што моментално ви го кажам. Значи, пат на Genesis ке значи директен страв во сите овие компании кои што моментално се поврзани со DCG, што може да предизвика уште еден катаклизмичен евент на ликвидирање на сите овие компании наеднаш. Тоа е најголемиот проблем со кој што се соочуваме и тоа може да се случи многу брзо, што јас мислам дека и една од причините од кои што ги добивме оваа корекција надолу, односно овој страв што луѓето веќе почнуваат да менуваат повторно назад, да речем во основни валути како долар и слично, со цел да се спасат од потенцијален пат надолу. Значи ние како тим остануваме и понатаму, сето оно што сме го инвестирале си стои на истата позиција, ништо не сме продале, само се надеваме дека ќе имаме уште еден пат за да можеме да купиме. Со тоа што сакам да напоменам уште еднаш да имате во прв вид дека и доларот е во повторно пат. Значи овој пат ако уствари пренесете во доларот, идејата ви е дека ќе имате помала загуба, затоа што доларот нема да падне сигурно 10% во еден ден, за разлика од криптосферата во која што знаете дека 10% е што велат во Америка just Tuesday. Значи буквално како да е еден обичен ден во крипто светот. Така да, затоа моментално се обидуваат луѓето да се промени, значи капиталот кој што го поседуваат во основни средства, како што обични валути, како не знам евра, долари, со цел да имаат помала загуба доколку дојде до овој следен пат. Сега,
разговараме за тоа дека ќе има пат, дека тоа е страшно, да. Значи тоа е нормално и е подобро да го знаете отколку да се случи да не го знаете и да ви дојде од нигде, така. Со тоа што, значи, пред да продолжиме да кажеме дека не е ова толку страшно колку што изгледа, барем за оние кои што се подолго време во криптосферата, значи да напоменеме дека Бенџамин Коен, тоа е еден од техничките аналитичари кои што јас навистина го почитувам, значи човекот стварно знае што зборува, посебно кога станува збор за биткоин и генерално истиот е инженер и математичар и како таков, значи, нели, го применува сето она што го знае од оваа сфера со цел да направи соодветна техничка анализа на биткоин. Може да го погледнете, неговиот канал е одличен. Само запишете Бенџамин Коен на YouTube или Into the Cryptoverse и ќе го најдете многу едноставно. Со тоа што истиот, значи, сега ова да сакам да ви го покажам што он го покажува. Значи, ако се сеќавате, ние претходно ова го спомнувавме, но сега моментално ќе се вратам на неделно ниво за да ви покажам точно зашто станува збор. Значи, на неделно ниво, ако се сеќавате, овој дел кај што он кажува дека се уште има потенцијал за уште еден масовен пат, е овој дел за кој што ние разговаравме, односно според неговото очекување, ние моментално се наоѓаме како во 2017 година во овој сегмент овде, што значи дека овој триангл кој што го гледаме овде, ова смирување на цената пред уште една капитулација е буквално сегментот кој што го имавме еве овде. Значи, он уствари очекува дека ова е таа, да речем, намалена во оваа ситуација. Значи, еве, гледате, ако го споредиме, значи, буквално изгледа слично на тој дел, односно имавме пат, уште еден пат, потоа имаме, значи, ова акумулационо поле во кое што се наоѓаме, пред да добиеме уште еден масовен пат во кој што во оваа ситуација таму се наоѓа од 2 недели пред конечна капитулација, со тоа што он верува дека после оваа капитулација овде ние ќе бидеме буквално на дното, со тоа што никој не може точно да предвиди каде ќе биде оваа капитулација, ние типуваме на 13.800 негде до максимум оваа долна граница од 12.600, кои што се уствари и Фибоначи предодредени во однос на претходниот бран, како и претходниот неуспешен обид за bull market во 2019 година. Значи тоа се нашите, значи оние што ние го очекуваме во однос на нашите технички анализи. Нормално секој од вас има ваша техничка анализа, се надевам, ако не треба да има, но тоа е она што истиот го предвидува во овој последен пат, значи ова е 2017. Гледате овде, 2017 овој дел и падот надолу, како што и истото го очекува и овде, односно конечната капитулација. Сакав да го напоменам ова дека е технички аспект, значи ова е еден од најпочитуваните личности во криптосферата и навистина неговите технички анализи имаат тежина. И јас, например, искрено научив многу од неговата техничка анализа, многу и други канали, но неговата исто така е дел во она што јас го поседувам како техничка анализа и некогаш нормално ги споредувам моите со неговите со цел да видам да не нешто сум пропустил. Сега, ова што моментално го гледате овдека се падовите и нивните причини, како што е Mt. Gox, неговиот хак, Bitfinex, падот поради исто хак, ако не се лажам беше, потоа оваа ситуација овде, која што беше во 2019 година со COVID-19, како и да не забораваме дека ова се само најголемите случаи кои што ги гледаме моментално. Имаме многу мали ситуации како Three Arrows Capital, како, значи ова што вас ви е познато, како Terra Luna, како значи ситуацијата со Celsius, што се наоѓаат во овој сегмент. Верувајте ми, значи 2019, но првиот пат во 2017 година има многу, значи ако се сеќавате јас тоа ви го покажав претходно, сега да не се враќаме наназад, ако погледнете во овој сегмент од 2017 до 2019 година имате еден куп исто како Celsius, исто како Three Arrows Capital, кои што пропаднале поради несоодветно работење со фондови и давање на огромни камати, односно staking rewards или што и да е. Така да ова не е ништо ново. Секогаш кога влегуваме во bear market доаѓа до ликвидација на вакви негативни играчи кои што несоодветно се изложили на пазарот и во моментот кога цените се коригирале на криптовалутите, истото нема доволно капитал да може да вратат на луѓето кои што, нели, внеле во ваквите капитални организации. Значи тоа не е ништо ново, тоа е сосема нормално на пазарот, не е прв пат се случува постојано и сакам да ви биде јасно дека и во оваа ситуација тоа не е буквално ништо ново, со тоа што ова не е апдейтирано, сега моментално се наоѓа малку повеќе од 77% во минус, но ако можеме да ги погледнеме претходните bear маркети, ова не е ништо ново, дури се уште имаме и простор за паѓање надолу. Така да сакам да ви кажам дека оние кои што биле неколку bear маркети, како што например ние сме биле и во 2017 од 2018 година, како и во овој моментално, не има ништо ново. Ова е веќе видено.
така да имате во предвид дека и ако се случи да падне подолу, ние како тим нема да паничиме, тоа е за нас само уште една шанса да купиме во многу подобра цена. Барем нели, тоа е наше мислење и не можеме да ви кажеме ако вие мислите дека премногу е ризично за вас, затоа што многу луѓе се откажуваат во оваа ситуација, а проблемот е што се откажуваат најчесто пред самите утврдување на дно на криптопазар. Така да имајте го тоа предвид кога донесувате одлуки. Но останува на вас. Значи секогаш вие одлучувате што уствари сакате да направите со вашиот капитал. Сега, Binance моментално значи, има уште 1 билион во соодветни средства со кои што се обидува да ја, како да кажам, намали негативната страна на ова што се случи со FTX. Ваквиот фонд не е наменет за да врати фактички директно на луѓето, че ги имате тоа предвид, туку станува збор за фонд со кој што CZ моментално се обидува да ги купи компаниите кои што се дел од она што представува банкротни инвестиции банкрот за капитал на самиот FTX, односно онаа капитална маса на компании кои што моментално се заглавени затоа што се поседувани од FTX ќе бидат ликвидирани доколку некој не ги откупи, за да бидат вратени овие средства назад на оние кои што внеле во FTX. Сега, она што моментално CZ се труди е преку овие 150 апликанти кои што моментално се обидуваат да бидат купени од Binance за да биде спасена како компанија. Значи тоа се некои криптопроекти кои што се купени од страна на FTX. Ако бидат купени од Binance, фактички истите ќе бидат извадени од оваа ситуација во која што едноставно ќе бидат сега поседувани од Binance и ќе може да продолжат со работа со она што го работат во криптосферата. Додека обратно ќе бидат ликвидирани од страна на соодветните, значи во случајов нели има нов CEO кој што треба да води оваа ликвидациона постапка со цел да врати што може повеќе на оние кои што поднеле нели барање за да им бидат вратени средствата, со тоа што гледаме дека имаме и други компании кои што моментално внеле ваквиот фонд, односно моментално имаме повеќе од 50 милиони внесени од страна на овие компании Aptos Labs, Jump Crypto, Polygon Ventures, Animoca Brands и слично, со тоа што истите може нели се обидуваат да помогнат со тоа што ќе ги откупат овие компании пред истите да пропаднат комплетно. Значи да напоменеме дека ова што моментално CZ го прави е доста добро и на некој начин влева малку повеќе доверба во криптосекторот, тоа е во ред, но уште еднаш сакам да напоменам. Значи не само CZ, не само Илон Маск, не само овој Сем Бенкман-Фрид и останатите. Значи станува збор за луѓе кои што се само бизнисмени. Никогаш не го заборавајте тоа. Значи она што моментално го прави CZ, го прави поради тоа што него му одговара. Не го прави он поради тоа што он на тој начин ќе го спаси целиот криптосектор. Кога имаме страв во секторот, тоа и него не му одговара. Значи колку повеќе страв во секторот, толку и неговите средства се намалуваат, односно криптовалутите кои што он ги поседува и понатаму паѓаат. Значи она што сакам да го кажам, овој наслов што го кажува. Значи време е сите ние да речем ентузијасти, луѓе кои што поседуваат во криптосекторот и слично, да престанеме да очекуваме дека ќе имаме спасител во криптосферата. Такво нешто не постои. Сите овие луѓе го прават тоа поради нивни собствени профити. Илон Маск, иако има некои добри моменти во не само во криптосферата, туку и генерално во технолошкиот развој на светот и се. На крајот од денот, 2 пати направи пат на биткоин само заради тоа што него му одговараше да направи соодветен профит. Постојано прави памп на Dogecoin само заради тоа што јас верувам дека директно него му носи некаков профит. Има нешто што него му носи, што се уште не е потврдено, еден ден ќе го дознаеме. SBF беше прогласен за White Knight in Crypto. Значи тој што во Америка е единствениот, не компрометиран, значи нема таква менувачница, имате политичари што стоа позади него. Целата демократска партија стои позади типов, уште се обидува да го исперат, верувате или не, моментално се обидува да го представа тоа како грешка. Значи типот наместо да биде во затвор, замислете вие изгубил повеќе од 10 билиони долари на луѓе, 1 милион луѓе нема, значи пари поради него, а он моментално е поканет да зборува на New York Times евент како платен говорник. Може ли да замислите го тоа? Се обидуваат да го представат како тоа било грешка, он имал сосема друга намера, он не сакал тоа да го направи. Значи он 10 билиона прокоцкал. 10 билиона, а наеднаш целата екипа таму се обидува да го представи како мало не знаел, тоа случајно се случило, грешка некоја, не е негова вина. Значи, замислете каде оди идиотизмот на Америка, како и секогаш, мене не ми изненадува, од Америка може да очекувате се.
гнаса од држава. Како и да е. Без разлика на тоа, да не забораваме дека 1 милион луѓе низ целиот свет, ова не беше менувачи само во Америка, низ целиот свет моментално ги изгубиле собствените пари поради тоа што овој мочко, ги прокоцкал затоа што му било дозволено. Тоа е она што постојано кажуваме. Не постојат спасители во крипто секторот, не во било кој сектор. Без разлика дали е економски, дали е ресурси, дали е крипто сектор, дали што и да е. Не постојат спасители. Секој се бори за себе. Иако можеби постојат луѓе кои што се обидуваат да направат нешто позитивно во оваа сфера, да, во ред. Но на крајот од денот не можеме да се комплетно да бидеме позади било кој од овие ликови, затоа што може да видите дека секој од нив во даден момент ќе подвали. Едноставно никој од нив не може да биде комплетно веруван. И она е тоа што постојано кажуваме. Во 2020 година, кога почна да се движи нагоре соодветно пазарот, многу од луѓето веруваа во Маск затоа што он во даден момент објави дека сега моментално биткоин ќе може да биде корисен за купување Тесла. И тогаш цената масовно рипна и тогаш Елон Маск е тој што ќе го воведе крипто сектор? Не. Буквално Елон Маск само неколку месеци подоцна покажа дека е исто како и останатите бизнисмен, ништо повеќе. Само го користи собствениот, како да кажам, она персона која што е доста позната во светот со цел да направи соодветен профит за себе си. Така да уште еднаш ќе напоменам, имајте во предвид, ваков тип на спасители не постојат, ова е голема грешка ако ја правите, не верувајте во ваков тип на луѓе кои што ви кажуваат купете ова или купете ова, затоа што тоа може само да ве доведе во ситуација каде што ќе бидете изманипулирани и тоа ќе биде искористено против вас, односно некој ќе ви каже купете Dogecoin, вие ќе купите и додека вие купувате, он ствари го продава Dogecoinот кој што го поседува со цел да го искористи пампот и да се отараси од нешто што знае дека веднаш после тоа ќе направи дамп. Прост пример. Така да не ги слушате овие работи, секогаш правете собствено истражување. Ништо не може да ви помогне како собствено истражување, треба да верувате на самите себе си. Тоа е оно што каналот се обидува да ве научи. Следно, имаме два проекти кои што пропаднаа на Cardano, и тоа Ardana е еден од поголемите, требаше да биде најголемиот стейблкоин кој што ќе биде лансиран на Cardano екосистемот, со тоа што моментално поради внатрешни пречки, несоодветни лоцирање на на самиот капитал кој што им бил даден, е пропаднат, и Ardana и уште еден кој што се нарекуваше Orbis, ако не се лажам, вториот, да, со тоа што овие два проекта, Чарлс Хоскинс е крајно разочаран, што е нормално, со оглед на фактот дека овие средства им се дадени неповратно за да развијат проект, тоа е сосема разбирливо, но пред да почнат луѓето да плукаат по самиот Cardano екосистем, на Cardano екосистемот имате огромна бројка на проекти кои што се развиваат, 1146. Пропаѓање на два проекта не го менува фактот дека Cardano системот и понатаму е еден од најголемите системи и еден од најбрзо растечките системи во крипто светот. Со тоа што јас не го бранам заради тоа што поседувам Cardano, ја ви кажам зошто на пример поради овие причини сега не ги вадиме ние средствата или не ги префрламе во нешто друго. Ако моментално пропаднат два проекта на Ethereum, вие ќе го продадете собствениот Ethereum? Не. Затоа што на крајот од денот Ethereum како проект е бехемот, е вториот по големина во крипто секторот. Cardano е еден од топ 10. Така да ако два проекти пропаднат на Cardano, тоа не го менува фактот дека Cardano самиот по себе и понатаму продолжува да постои, ниту еден од апдейтите на Cardano не е пропаднал, ниту еден од roadmap целите на Cardano не е, не знам, променет или нешто. Ова се само два проекти кои што биле развивани на Cardano, кои што пропаднале. Искрено јас, вложив во Ardana, но не во Ardana директно, туку вложив во пуловите кои што, Ardana беше уствари проект во кој што имаше повеќе од 100 пулови, децентрализирани Cardano пулови, кои што доколку стейкате во нив, ќе ви дадат Cardano и во одреден момент ќе ви дадат и Ardana како награда, затоа што вие фактички сте заложиле дел од собствениот профит, во собствениот капитал, во овие пулови со цел да го поддржите Ardana проектот. Со тоа што јас не го депозитирав мојот ADA во нечи wallet, туку го држев на Eternal Wallet и ова го правам преку Ledger, така да мене буквално ADA ми е се во ред, си стои на Ledger, а преку Eternal Wallet-от ја уствари делегирам во овие пулови каде што јас си понатаму добивам, и се уште добивам на истите пулови кои што се од Ardana, ја и понатаму добивам награда во ADA, но нема да добивам во Ardana.
А наградата во АДА е сосема солидна затоа што значи фито за овие пулови беше не знам некои 2%, значи ништо не изимаат практично од наградата која што добиваш во Cardano. Значи затоа и ви велам, значи ваквиот пропад, да речем оно што пропаднале овие два проекти мене буквално никако не ми го афектира портфолиото, иако значи добри 3 од да речем 12 пулови кои што ги имаме, да речем во АДА финансирано, 3 беа на Ардана. И истите, значи буквално нема никаква промена и понатаму ја добивам наградата во Cardano, така да мене не ми смени ништо, но генерално е лошо за репутацијата на самиот екосистем, затоа што ова се проекти кои што требаше да бидат флагшип проекти, кои што се лансирани и на некој начин директно помогнати од самата фондација IOH, која што и го лансира Cardano. Сега, тоа е жално, но сега чисто да ви покажам која е разликата во екосистемите, без разлика на тоа што овие два пропаднале. Значи, ова е моменталната ситуација на 25 ноември, на само 3 дена од денешниот, наназад, во кој што имаме 106 веќе лансирани и постоечки активни проекти на Cardano, и имаме 1146 кои што се моментално во развој. Имаме околу 6,9 милиони native токени кои што се развиени на Cardano. Значи, ова се овие 106 проекти, нели овие, кои што имаат собствени токени, кои што се изработени врз основа на Cardano, нели екосистемот, смарт контрактите, и гледаме дека нели имаме Pluto Script 3700, total number of transactions, значи или трансакции 55 милиона и слично. Со тоа што само еден месец наназад, значи гледајте која е разликата. Имаме 6 ново лансирани проекти, имаме 113, моментално 146, значи тоа се 33 проекти нови кои што започнале да градат на Cardano. Имаме од native токени од 6,1 на 6,9 милиони ново издадени токени на овие проекти кои што се на Cardano, како и од 3307 на 3759, значи тоа е околу 450 нови скрипти во Plutus, значи тоа е нивниот јазик, јазикот на Cardano, и трансакции од 50 до 55 милиони. Значи 5 милиони трансакции во само еден месец. Тоа е 10% изголемување за само еден непол месец. Значи, оно што сакам да го кажем е, гледате, значи и во оваа ситуација. Значи, основниот роудмап, основните надградби на Cardano воопште не се никако, да речем, запрени или поместени од страна на оваа ситуација, значи буквално ништо не е сменето во однос на самиот развој на Cardano, но да, точно, овие два проекти пропадна и самите најавуваат дека нели нема да има Ardana токен, нема да има Orbis токен, тоа е устави Orbis е. Вториот, кој што беше некој, сега не можам ни да ги знам сите со оглед фактот дека има 100 кои се градат, значи ова е еден од оние проекти кои што може да погледнете повеќе, ако имате вложено во овие проекти, значи ако имате некој од оние пулови, проверете дали се уште добивате награда, тоа е многу битно. И сега во оваа ситуација сакам да ви покажам нешто кое што е многу битно. Ова е твит кој што не можев да го најдам, ја навистина се обидував и емисијата или твитот да го најдам, но не успеав. Значи ова е новост во однос на Ripple и што ќе се случува понатаму со самиот случај на Ripple, односно веќе се приближува до крај. Сакам да го слушате ова директно од Бред Гарлихаус, кој што е CEO на Ripple како компанија, не на XRP. Значи двете се поврзани, но не се иста ситуација. Така да слушнете што ќе каже на ова вест, да речем, ова е на BBC, ако не се лажем, беше не на CNBC, извинете, каде што кажува точно што ќе се случува во следниот период. I mean, where are we on a end of for the XRP story with the SEC? Because as you would have seen, I think you got a 10% spike in XRP on the back of speculation that it was done, it was over, and then it was perhaps dismissed as not over. So where are we on the court case? So I mean, the good news, this is all in the public court, so it's all very transparent. Again, transparency builds trust. The motions for summary judgment have been filed. They will be fully briefed in front of the court. It's in the Southern District of the Southern District of New York. I'm probably getting that slightly wrong, but that'll be done by the end of November. So the case will be before the judge by the end of November. The question is, how long does a federal judge take to make a decision on this case? You know, it could be 2 months, it could be 6 months. We don't know. You know, my best guess is certainly the first half of next year there'll be closure here. And this is a truly pivotal case for the crypto industry in the United States.
Значи може да слушнете директно од самиот Брет Гарнингаус дека случајот моментално до крајот на ноември ќе биде директно, значи комплетно завршено страна на изложувањето пред судот и во оваа ситуација ќе биде дадено на судијата да одлучува во следниот период од ноември, значи почетокот на декември фактички, па натаму останува на судијата да донесе одлука за самиот случај доколку истите не се спогодат во овој период, што значи многу од спекулаторите кажуваат дека ситуацијата е стасана до ситуација каде што веќе СЕК нема опции како да продолжува и понатаму со одложување на овој случај, така да со оглед на фактот дека СЕК навистина не сака Ripple да испадне и да ги објави овие мејлови од Хинмен, кои што се доста дискриминирачки за самата организација, голема е веројатноста дека истите ќе се спогодат наскоро, но тоа не можеме да го знаеме, како и да е, ако останува на судијата. Голем дел од оние познавачи на правото во Америка кажуваат дека значи шансите на Ripple се многу големи да победи, како и да е, само сакав да ви кажам, значи да тоа е една од работите кои што моментално се актуелни. Значи, за 2 дена од денеска, 30 ноември, бил последниот ден во кој што конечно двете страни ќе престанат да имаат шанси да афектираат, значи било каков тип на нови поднесоци или акции пред судот и од 1 декември понатаму останува на судијата да донесе одлука, со тоа што ја гледате и сами, че кажува 2, 6, колку и да е потребно, на судијата со цел да донесе одлука со оглед на фактот дека оваа одлука ќе биде така речено право во криптосекторот за понатаму. Сега, за Solana има некои, како да кажам, позитивни вести, со оглед на фактот дека најавено, односно обелоденето е дека од Breakpoint евентот во 2021 година, во кој што Solana најави 100 милиони за social media и 150 милиони за gaming фанд, значи во некој интервју, човекот кој што е, уствари, основоположник Анатолий Јаковенко, CEO на Solana Labs, кажува дека од овие фондови не се дури ни половина дадени. Значи тоа е доста добро, затоа што, пак ќе кажам, значи нема логика вие во најголем bear market да давате пари кога се паѓа, кога нема интерес за развој, кога се е тивко, значи затоа и верувам дека пола од овие пари се само дадени, значи не се ни половина, тоа е како што кажа он, со тоа што останува, значи дека имаме, ако е тоа вистина, тогаш значи повеќе од 150 милиона има на страна кои што треба да ги користат за развој, односно практично рекламирање, развој на проекти и слично, што е доста добро. Значи тоа е на некој начин покажуваат сила во овој сегмент, иако истите се доста зависни од овој пад на FTX и може да бидат многу афектирани со оглед на фактот дека FTX е еден од најголемите поседувачи на SOL токени. Значи да покажете ваква сила е на некој начин влевате доверба во самиот екосистем на SOL, дека истите се во ред и дека понатаму ќе продолжат да работат, дека немаат намера да престанат поради ситуацијата со FTX, што е доста добро. И последна вест која што сакам, значи секогаш се обидувам да најдам нешто што е во реалниот свет, што е поврзано со крипто во однос на адаптацијата. Значи рускиот претседател Путин најавува, значи не само најавува, туку повикува на создавање на блокчейн технологија за интернационални плаќања, со тоа што, значи, разбирливо е, значи моментално, иако целосно не е исклучен од SWIFT, значи Интернационалната банка за помирување на плаќање во светот има тешки рестрикции врз Русија, со тоа што на Русија е отежнато да има светска размена со остатокот од светот, со тоа што нормално Русија веќе неколку пати до сега успеа тоа да го надмине со прифаќање, значи она што моментално го гледаме во Русија и прифаќање на крипто секторот е буквално тоа што постојано го кажувам. Еден голем играч треба да го прифати крипто секторот и останатите ќе немаат избор. Зошто е тоа така? Значи ако Русија прифати комплетно работење во крипто трансакции, тогаш веќе останатите држави во светот кои што се рестриктирани, односно не може да прават трговија со Русија, наместо да го прават тоа во долари, ќе го направат во биткоин, ќе го направат во Ethereum, ќе го направат во Ripple, ќе го направат во Solana, во што и да е. Значи и не може никој да ги запре. Значи SWIFT нема никаков надзор или никаква, значи едноставно не можете да запрете блокчейн технологија. Зошто? Ако Русија моментално се договори со не знам, појма немам, Аргентина за некаква размена, значи банките може да го запрат тоа со оглед на фактот дека SWIFT е директно поседено од НАТО. Но за разлика од тоа, ако Аргентина и Русија се договорат да го направат тоа преку, не знам, биткоин или преку Ethereum,
како ќе го запрат тоа. Значи не може да го запрат. Станува збор за блокчейн технологија која што генерално владите нема никаков надзор или никаква сила над. Така да оно што моментално го повикува значи била некоја си соодветна Artificial Intelligence конференција в Сбербанк, организирано Сбербанк, во која што Путин, значи, во свој говор повикува на тоа да се направи ваков тип на технологија и нормално кажува дека она што ние постојано кажуваме. Значи, за вие да направите голема трансакција на пари помеѓу банки, вие треба да платите многу, за разлика од тоа ако го правите со блокчейн технологија, што е нас не е многу познато, но нели, државите се обидуваат тоа да го негираат што може повеќе, како што можеме да видиме, на тоа ги повикува самиот Путин, со тоа што, значи, ќе кажам уште еднаш дека и понатаму она што Русија повикува на, ако се сеќавате ова го има во претходните вести, повикува на правење на национална криптоменувачница, која што е исто така уште еден обид за Русија да ги надмине овие санкции, што за сега мислам дека многу добро им оди. Како и да е, значи ова што моментално Русија го повикува и ако успее да го имплементира, ќе биде за нас како криптосектор одлично. Значи не ме интересира сега оние кои што мислат дека јас сум против Украина или не знам војната или слично. Значи мојата сопруга е од Украина и она потекнува од Лисичанск, тоа е еден од оние градови кои што е земен моментално од русите. Но ако гледаме на економски сектор, тоа што јас постојано го кажувам, значи не можеме да гледаме како фудбалски клубови на крипто. Постојано го кажувам тоа. Значи моментално криптосекторот е економска ситуација која што нас треба да ни помогне да профитираме. И точка. Така да не може да го гледаме тоа пристрасно, дали моментално Русија го прифаќа ова или не, затоа што мене ми одговара, затоа што ова ќе направи многу голем одраз на криптосекторот, кога една држава како Русија, толку голема економија, би рекла да криптото е легално, моментално тргуваме од крипто. Замислете, не само да е легално, туку да каже ние како држава моментално тргуваме со крипто со останатите држави со цел да ги надминеме овие санкции, што ќе биде успешно. Значи затоа што нема начин како SWIFT или НАТО или Америка тоа да го запре, не постои начин. Значи ако тоа го направат ќе биде успешно и тоа ќе биде толку голем пресврт во финансискиот систем во светот што ќе биде многу интересно да се гледа. Значи веќе многу забавно да го гледам тоа, но не гледаме кога ќе се случи. Како и да тоа е наше мислење. Останува нели како една од поинтересните вести кои што ги најдовме, затоа што ваков тип на прифаќање од ваква држава, како што кажав, ќе биде многу позитивно за целиот криптосектор. Уште еднаш ви благодарам што гледавте нашето видео како и секогаш, ви благодарам на поддршката, оставајте ваши коментари, лайк, сабскрајб како и секогаш, значи на тој начин ќе ве држиме и понатаму информирани за што се случува во криптосекторот, но нели, нашата бесплатна работа единствено што бараме од вас е да ни помогнете малку во однос на нејзиното проширување на оние кои што не знаат дека постои криптотехнички и криптофундаментален канал во Македонија. Ви благодарам за целата поддршка, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.